Добро вечер, гледате Топ тема. Камионските превозници од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора втор ден ги блокираат товарните гранични премини кон Европската Унија, протестирајќи против правилото 90-180 дена и новиот систем на идентификација. Тие бараат посебен професионален статус што ќе им овозможи континуиран влез во Европската Унија без ограничувања, додека Европската Унија засега останува на ставот дека правилата не се нови. Повеќе на оваа тема има нашата Ирена Чачкова. Превозниците втор ден на блокади, бизнис секторот под притисок. И денеска, професионалните возачи од Македонија, Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина ги паркираат своите камиони на граничните премини и бараат Европската Унија да донесе нова одлука со која нема да биде ограничено нивното движење во земите од Шенген зоната. Од друга страна, од бизнисот тврда дека ваквите блокади ќе предизвикаат сериозни штети и големи загуби за стопанството. Ги поддржуваат превозниците во нивните намери, но сметаат дека има друг начин за решавање на проблемот. Камионџиите пак велат дека коморите одамна се запознаени и известени за проблемите и за ваквите блокади. Известени се многу од поодамна дека ќе се случува сето ова. Така да нивната поддршка колку е поддршка не знаеме. Знаеме само дека моментално плачат рази загуби. Али што е тоа? Значи нема бегање сето ова, ние сме тука. Доколку за 7 дена не се заврши со сето ова, нема позитивна реакција од таа страна да се седне да се разговара. Веројатно ќе се направи мала пауза, меѓутоа пак ќе се продолжат блокадите. И не сме криминалци, ние сме само транспортери кои транзитираат низ Европската Унија и мислиме дека не е фер спрема нас да се понашат така како што е. Ако е кварлива роба, ако е ладначна, останува таму, значи штетите се огромни. Значи таа роба нема кој да ја гледа, шоферот се заминува, они го земат, го затварат 24 сата, после 24 сата го депортира назад, камионите останува таму на паркинг каде што или на пумпа, не е битно каде. Значи на пат останува едноставно, никако не е обезбеден нити камион, нити роба. Надлежните во земјава пак тврдат дека се преговара. Последно премиерот Мицкоски соопшти дека ја чека претседателката на Европската комисија да се врати од службен пат за да разговара. Уште од септември месец ова прашање е на дневен ред во рамките на нашите разговори со Европската комисија. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија е задолжен од страна на владата да разговара за ова прашање. Исто како што сме разговарале и за квотите за извоз на челик, исто како што сме разговарале за Green Lane, исто како што сме разговарале и за Roam at Home, исто како што сме разговарале за Сибен, Мрва и така натаму, ние работиме во интерес на граѓаните и очекувам, барем од тоа што е последна најава, да ова се реши. Јас вчера побарав телефонски разговор со претседателката на Европската комисија, таа е службено одсутна во Индија, очекувам денови да се слушнам и повторно да ја отвориме оваа тема. Со правилата на Европската Унија, превозниците од Западен Балкан имаат право во период од 6 месеци да престојуваат 90 дена во земите од Шенген зоната. Според превозниците, ваквото правило ќе нанесе огромни штети не само на транспортниот сектор, туку и на целокупната економија. Велат дека со блокадите и тие доста губат, но дека не гледаат друг начин да издействуваат Европската Унија да го промени својот став. Една од претпоставките кај нив за ваквиот потек на Унијата е тоа што таму има недостаток на професионални возачи и дека на овој начин се обидуваат да ги натераат превозниците од регионот да заминат да работат таму. Правилото 90 во 180 дена не е ново, но велат не е иста ниту Шенген зоната затоа што во последните години таму влегува и Хрватска, Бугарија и Романија. Во земјава има над 2700 превозници во меѓународниот транспорт, а увозот и извозот на домашната економија најмногу се одвива по патен сообраќај. Транспортерите се надеваат дека странските инвеститори од Европската Унија, кои во земјите од Западниот Балкан досега имаат инвестирано десетици милиарди евра,
ќе може да излобираат во нивните матични земји промена на правилата за престој на транспортерите во регионот од Шенген зоната. Во спротивно, велат, се заканува крах на транспортната индустрија во регионот, но и сериозни проблеми во целата економија. Ова е едно од прашањата за кои вечерва во студиото разговарам со Гоце Димовски, директор на технолошко-индустријските развојни зони. Димовски, добре дојдовте во Топ тема. Добро вечер и благодарам на поканата. Актуелна е темата со блокадите на граничните премини од страна на транспортерите. Она што тие очекуваате дека можеби овие правила ќе се сменат и со помош на лобирање на странските инвеститори кои што ги има не само во Македонија, туку во регионот. Има ли веќе одредени лобирања можеби од странските инвеститори во Европската унија? Она што можам да го кажам е дека владата е мобилизирана на високо ниво и на секој може начин лобира изнаоѓање решение на овој регионален проблем. Така да во периодот што следи очекувам дека Европската комисија ќе издаде некој соодветно решение за тие визни форми за оние професии кои имаат висока мобилност, каде се вклучени камионџиите, односно возачи на камион. Врз основа на што е ова ваше очекување со оглед дека Согласно моите информации со кои располагам. Какви информации, од каде ги имате, разговаравте со некој од владата, со странските? Да, и со постојана комуникација со представници од владата и со представници на компаниите во технолошки индустријски развојни зони. Очекувате дека ќе биде во корист на транспортерите? Тоа е целта, за тоа се борим, за тоа лобираме. Колка ви се штетите доколку остане ова правило за вкупната економија и колка ви се штетите впрочем и од самите блокади кои што сега се случуваат? Да бидем искрени, ако ова вака продолжи, ако не се најдено решение, дека очекуваме дека ќе се издаде решение, би имале сериозна штета на економијата, не само на Македонија, туку во целиот регион. Така да очекувам дека се работи сериозно прашање, кој ги засега и регионот, односно земјите од Западен Балкан, меѓутоа ги засега и земјите членки на Европска унија, дека ќе се изнајде тоа соодветно решение за таа визна форма за тие професии со висока мобилност. Прилично сте убеден дека ќе се најде тоа решение, но доколку не се најде, се заканува. Да оставиме времето покаже. Но важно е дали имате информација и убедување дека тоа ќе се смени. Да оставиме времето покаже све. Мислите дека доцна почна владата со реакции за Не, уште неколку месеци претходно владата разговара за ова прашање, тоа каже министерот за транспорт Александар Николовски. Сметате ли дека неколку месеци се доволни, бидејќи ова е проблем за кој што се знаеш одамна дека ќе се... Да, меѓутоа се работи долг период на ова прашање. Колку време се работи? Па, скоро година дена пуштаме информација. Тоа во изјава го кажа и министерот за транспорт, господин Александар Николовски. Премиерот кажа денес кој од нашите министри преговара, така да очекувам да се издаде решение. Последната информација која што излезе, мислам дека беше во текот на вчерашниот ден, дека ТИРС склучил договор со приватна фирма за времени вработувања, кој што ќе чини од прилика 760.000 евра. За какви вработувања станува збор, каде ќе се вработуваат овие луѓе и колку ќе се вработуваат? Значи вака, тој договор се случува веќе неколку години. Не се случува прво, тој се случува во 25-та и во 24-та. Меѓутоа, вредноста е дефинирана, значи дека таа вредност ќе се исполни целата, значи се искористи. Така да, тоа е заради оној момент, заради потребата, ако има потреба во иднина, дирекција за ТИРС за нови вработувања. Веќе знаете, ние се шириме со нови компании, кој има што повеќе компании, треба повеќе луѓе во зони да ги обслужуваат, така да тоа е договор што претходните години е склучуван и едноставно се случува заради потребите на дирекцијата врз основа на потреба нови работници да ангажираме. Колку од тие пари кога претходно се склучувал се искористувале? Немам точни информации, можам да кажам 24-та сигурно повеќе од 30 милиони денари, ама треба точни платоци, немам за секој договор. Каде би се вработувале овие овие луѓе и партиската улога колкава ќе биде тука, највеќе се вработуваат по зоните, веќе таму имаше потреба.
меѓутоа период што следи тоа ќе се намалува затоа што голем дел од тие вработи што беа од тие лица што беа ангажирани преку агенција за привремен вработување се објави оглас, се во постапка за добивање на договор на неопределено време. Има најави и за вработување во Гостивар во зоните со оглед дека и вие доаѓате од Во Гостивар немате зона. Во Гостивар вработување во однос на Тирзовите, во Тетово Гостивар. Во Тетово нема вработување Тетово. Нема вработување? Нема да има таму. Добро, 287... Нипак имало од кога сум ја. Како? Нипак имало од кога сум ја во Тетово зоната. 287 хектари во зоните седат неискористени, тоа е според она што го објави Државниот завод за ревизија. Зошто е тешко да се пополнат, па дури и со домашни компании? Вака. Тоа е една од состојбите која ги наследив кога дојдов на чело на дирекцијата ТИРС и врз основа на тие состојби кои ги увидов во текот на 25-та заедно со вработените во дирекцијата ТИРС правевме одредени анализи дали тие зони во тие локации се соодветни за привлекување на странски инвеститори. Заклучокот е дека не се и во периодот што следи, а претходно направив консултации со одредени стопански комори и ми предложи мојата идеја. Идејата е следна. Тир зоните, што се например во локациите како што се Виница, Делчево, Берово, Ранковце, Радовиш, не се атрактивни за странските инвестиции, од причина што таму демографијата не е иста како пред 10 и 15 години кога почнале да се формираат, почнале да се градат. Ти ги пренаменуваат? Така да идејата ни е согласно законските прописи да ги трансформираме во индустријски зони. Зошто? Бидејќи три зоните согласно законот може да обавуваат одредени дејности, додека индустријските зони се пофлексибилни во тој аспект и кај индустријските зони можеме земјиштето да се продаде. Меѓутоа идејата нас ни е да ги трансформираме во индустријски зони, да им ги предадеме на општините и општините да ги продадат тие парцели, урбанизирани локации на домашни компании со цел да го развиеме локалниот економски развој. Од една страна ќе правиме развој на локалната економија, од друга страна тие ќе ги ставиме да бидат оперативно, со нема бидат само полиња како што за жал се сега. Сите овие 287 хектари кои што седат сега празни ќе ги продават? Ви кажав за кој ни е планот. Ранковце, Кичево 2 имаме на зона, на хартија што се вика, во Берово, во Делчево и во Виница и Радовиш. Тие одат на продажба кога? Нема да прво треба да се трансформираат како индустријски зони, после согласно закон треба да се префрлат на општините, па општините имаат право согласно законот за градено земјиште тие парцели урбанизирани да ги продадат на компании кои согласно нивните бизнис планови треба да инвестираат во одреден период едноставно да ги кренеме во живот тие зони, а од друга страна и локалниот економски развој да го подигнеме на соодветно ниво. Исто беше доста поздравени од страна на Стопанската комора. Она што го нотира Државниот завод за ревизија исто така е дека нема стратегија за привлекување на странски инвестиции на државно ниво, со кои би се утврдиле приоритетите, целите, политиките за привлекување на инвеститори. Прва работа да чистиме дека ревизорскиот извештај се однесува за 24 насет. Sejedno, imate li сега стратегија? Се да искажам ако може. Така да, во моментов се работи на национална развојна стратегија преку UNDP во кој влегува и таа стратегија за привлекување на инвестиции. Така да, владата работи на таа тема. Тоа значи дека се уште нема стратегија. Ама се работи. Дека сепак е тоа сериозен документ, тоа не е документ обичен што ќе кажеме дека сме направиле нешто. Треба нешто да правиме суштинско, што за 5-10 години ќе биде практично. Така да, претходно не е направено. Јас знам кога дојдов немаше. Кога ќе биде готова оваа стратегија? Па се надевам прилог што следи согласно динамиката утврдена, веќе тој проект мислам дека со UNDP се води, таа национална развојна стратегија во која е вклучен делот за инвестициите. Така да од аспект на што ме се кажува стратегија, кога дојдов во дирекцијата ТИРС немаше тригодишна инвестициона програма. Кога можеме, кога се очекува таа реално да биде? На време ќе бидете известни сите кога ќе биде тоа донесено. Така да оставиме време да го покаже. Што ќе предвидува, која работи, што ќе има во неа? Ви кажам, тоа работи експертски тим, ангажиран од UNDP, заедно со владата, кој работат цела национална развојна стратегија, која вклучува повеќе области, меѓу кои привлекувањето на странски инвестиции. Да, прашањето ми е што може таа да опфаќа, во кои насоки се движи, што ќе биде поразлично? Усогласување со меѓународни трендови во делот на привлекување на странските инвестиции. Треба знаеме на работа. Таа стратегија што беше 2006-2016 имаше 3 цели.
Првата цел беше да се намали невработеноста, која беше во 2006 многу голема. По два, да се зголеми извозот. Веќе ние имавме во 2006 држава со многу мал извоз и со многу мали производствени капацитети. И три, да се креира ноу-хау. Ако направиме споредба дека во 2016 се тоа се постигна, за жал од 2017 навака никој ништо не направи. Ние сме скоро 1,5 година и работиме сериозно да можеме тој систем што го наследивме да дојдеме до ниво и на тоа да градиме сериозен систем кој ќе функционира, а не само читалка во место. Добро, ако ги прашате тие што тогаш беа на власт или што тогаш беа во опозиција, ќе го кажат сосема обратно од ова што вие го зборувате. Споменавте извозот да се зголеми, колкав е сега извозот од зоните? Со оглед на фактот дека ние како дирекција за туризм правиме месечни анализи и годишни анализи. Во делот на месечни анализи легува извозот, број на вработени и просечната плата, додека во тие годишни анализи за секоја компанија, обем на производство, извоз, профит, уплати во буџет, дадена државна помош и просечната плата годишно. Заклучно со декември 2025 година, извозот изнесува за цела 25-та 3,3 милиарди евра, повеќе од 3,3 милиарди евра. Споредно со цела 24-та е зголеме за околу 6,45%, што значи има зголемување, што е добро. А во однос на платите и бројот на вработени, какви се податоци? Бројот на вработени заклучно со декември 25-та се околу 17.000 вработени, а просечната нето плата исплатена во месец ноември 2025 е околу 47.566 дејани, мислам. Има ли раст или намалување во однос на овие бројки кај вработените? Рековте дека 17. Кај вработените има ситен пат. Што значи тоа ситен пат? Па ситен, некој да за една година не цели 1 до 2%. Добро. А кај однос на просечната плата има расте, од месец на месец расте. На што се должи овој ситен пат, како што велите, кај бројот на вработени во компанија? Тоа се должи, мислам дека повеќе на онаа ситуација и состојба што се наоѓа автомобилската индустрија во Европа. Си има одредени ефекти, меѓу не се толку многу голем, има ситен пат. А очекувам во 2026 затоа што има нови компании што треба да се градат, да почнат со производство, да се зголеми бројката на вработени во компаниите што работат оперативно во туризмите. Она што беше објавено и што е факт е дека Аптив и Дура затвори или најавија затворање. Каква е моменталната состојба во овие компании, односно едната веќе затвори, отпуштени се дел од работниците, другата е во најава дека ќе затвори? Со оглед на фактот дека од наша страна минимум еднаш годишно правиме ревизија на секоја компанија која има договор државна помош. Целта ни е да утврдиме дали од нивна страна ги почитуваат сите обврски кои произлегуваат тој договор. И за Аптив и за Дура наша страна беа побарани такви ревизии и за Дура се утврди дека они имаат прекршување на договор државна помош. Со тоа што наша страна беа презенесите мерки и активности за наплата на таа државна помош и плюс таа затезна камата која е утврдена согласно договорот. Така да Дура више не е оперативна, не произведува, она што можам да кажам дека за објектот од Дура имаше неколку компании што сме во постојана комуникација и преговараме, што се заинтересирани да го преземат објектот од Дура и да нивото производство да продолжи во тој објект. Во однос на Аптив, согласно официјалните... Само малку во однос на Дура, колку луѓе остана без работа? 60, мислам. И дали наплативте? Во постапка сме. Што значи тоа? На арбитраж. Така е согласно договорите. Кога се очекува да биде решено и колка ви се таму можеби побарувањето? Во однос на побарање не би сакал да ги коментирам, бидејќи на крај ќе се утврдат тие врз основа на основната главнина и каматата. Така да тоа е во постапка, се ангажира преку влада соодветна куќа правна за да ги застапува нашите барања пред арбитража, така. Претпоставам дека нивните тврдења се дека не го прекршиле договорот. Па тоа ќе треба да покаже, да каже судот кој ќе. Може да се случи да го изгубиме спорот? Па видите сега, ние имаме аргументи и факти. Имаме ревизорски извештај. Морам да ви го објаснам начин на кој работи дирекцијата во делот на давање државна помош. Ние секогаш ангажираме надворешни специализирани фирми од аспект на ревизори со добро портфолио за секое барање кога ќе стигне за исплат државна помош, тие го проверуваат, што се викат од почеток до крај. Така да имаме ревизорски извештаи на со утврдени факти и аргументи. Што беше прекршено таму? Таму беше прекршено дека согласно договорот они треба да бидат оперативни да произведуваат. И се утврди од страна ревизорот заедно со комисија од
констатираш дека тоа ти не го прават и автоматски тоа се констатира од страна на ревизорот во самиот извештај, ревизорски навод. Да, а што е со Аптив? Аптив, тоа беше Ќе затворат до крај на годинава, колку што се најави. Согласно првичните информации кои ги добивме, тоа беше почетокот на 25-та, дека Аптив на глобално ниво прави одредени реструктурирања. И тие реструктурирања, за жал, направија да Аптив, која е доста профитабилна компанија, која доста многу добро работи во Македонија, Аптив Македонија, да едноставно ја затворат. И нивниот план е заклучно во крај на 26-та компанијата да прекине со производство. Наша страна, согласно нашите интерни правила и процедури, правиме контрола и во текот на 25-та утврдивме дека од нивна страна, за жал, има прекршување на двата договори државна помош, со што и тие се свесни дека има прекршување. Ревизорскиот извештај тоа го утврди, известени се, така да треба да вади државната помош. Знам дека дел од деношните олеснувања се веќе наплатени од страна на УЈП, така да сега наред доаѓаат и нашите, така да во период што следи ние ќе си водиме наши правни процедури за да си ги наплатиме парите. За колкава сума станува збор? Исто така за сериозно голема сума, меѓутоа сумата не бија дискутирана. Во милиони евра се брои? Да, милиони евра не бија дискутирана од причина што на крај се утврди тоа со сите камати што треба да се платат. Тие се согласни, не одите тука на арбитража или? Види, тука одиме на арбитраж. Ние ги известив, има рок, не платија, кажува дека за еден договор да се согласни, другиот има некои си кај нив нејасноти, меѓутоа тоа е утврдено. Самиот ревизор ги утврдил тие грешки кај нив и тие се свеси. Така ние мора да си постапиме согласно договор и ние мора да си ги браниме нашите интереси. За колкав број на вработени се работи тука за Водура, рековте дека се 60 во Аптив? Во Аптив, согласно последните информации, мислам дека они се околу 400 до 500. Тоа значи дека тие луѓе до крај на година ќе останат без работа? До крај на година они има направено за нив пакет од минимум 12 просечни плати, што ќе бидат исплатени како ќе ги испуштаат. Меѓутоа, добра работа е што баш пред некој ден сериозна компанија од Европската унија, која е моментално присутна во Македонија, ми најави дека планира да го зголеми своето производство и се наоѓа во Скопскиот регион и бара да се обедини состанок да видиме дали имаме потенцијал да најдеме 400-500 вработени лица за вработување. Ја им кажав дека ќе најдеме, не е проблем, бидејќи еве Дура, односно Аптив, до крај на 26-та. Иако знам дека одредени лица што работеа во Аптив ќе се наоѓа да работа по другите компании. Од кој сектор е оваа компанија која што е заинтересирана Нема да кажам сектор, само кажав дека е компанија која доаѓа од членка земја на Европска унија. Од која земја членка, може ли тоа барем да го споделите? Мислам дека доволна информација дадов. Авеста Кичево. Добро. Во декември 2024 најавивте дека почнува со градба. Да, имаше камен теmelnik и таму се утврди од страна на инвеститорот во фазата на градба се побара одредени измени на самиот објект. И тие измени имплицира измена на урбанистичката планска документација и на основните проекти. Врз основа на тоа, они почнаа постапка за измена на урбанистичката планска документација со цел да направат таа измена и дополнат тие основни проекти. Моментално има таму застој во градба заради овие причини, повеќе се формално и технички причини. Така да мината не разговарав со директорот на Авеста Македонија и он ми кажа дека очекува во месец февруари тие работи се да ги завршат, да достават до нас документација комплетна и да им даеме заклучок за продолжување со градбата и да ја продолжат градбата. Нов рок веројатно и за... за... Има тие рок дефиниран во договорот, така да рокот им е тој. Не, предпоставам за старт. Но... Не, они почнаа има се во прекин, моментално ви кажам зашто. Не, старт на работа. Он ми рекол дека очекува во февруари да ги завршат тие формални процедури за да ние дадеме заклучок за продолжување на градбата. Има ли други компании кои што работат во зоните, а кои што еве ги проверувате и кои што не ги почитуваат договорите? Заклучно со денес сите што се проверени нема таков навод, да кажам. Претходно ВМРО ДПМН кога беше во опозиција ги критикуваше и реагираше дека се трошат сериозни суми пари, 20 на милиони денари за мониторинг на договорите за државна помош. Она што е факт е дека истите такви договори се склучуваат и сега. Буквално беше склучен во септември договор за мониторинг на државна помош. Тие ревизори што ги ангажирам. Тие се согласно упатството наше што ги имаме. Тоа е подзаконски акт на по кој работиме, донесен со основа на законот за ТИРС и не може да го почитуваме тоа. Да, но кога сте во опозиција го критикувате, кога сте на власт велите дека мора да се почитува. Сепак јас би кажал вака.
се што сметам дека е добро во дело на заштита на државните пари, е добро да се почитува. А нешто што е согласно закон, што мора да го почитуваш, мора да го почитуваш. Тој е донесен под законски акт и како треба да го не го почитува? Не, прашањето ми е ако тогаш се критикувале како сега се добри, тоа ми е. Не, сакам да кажам, ја го почитувам законот и подзаконските акти по кои работам. Тоа морам да го почитувам. И тоа за мене е главната водилка во работата. Одиме тука кусо со реклами, потоа се враќаме назад во студиото. Назад сме во топ тема, гостин Гоце Димовски, директор на Технолошко-индустриско развојните зони. Димовски, лани, минатата година, за 9 месеци во Македонија влегле 206 милиони евра странски инвестиции. Ако го споредиме ако го споредиме тоа со претходната година, 2024, има драстичен пат на износот. Зошто и на што се должи овој пат? Сакам да објаснам пред методологијата врз основа на кој се евидентираат приливите на странските инвестиции во државата. Официјалните извори излегуваат од страна Народна банка. Народна банка е користи таа методологија Balance of Payment Methodology, издание 600, каде што директните инвестиции составени од средства и обврски врз основа на две компоненти. Едната компонента е сопственичкиот капитал и реинвестираната добивка, а другата компонента се должничките инструменти. Ја баш знаев дека ово прашање ќе ми го поставите. Се зов пред мене табелата која си ја носам секој ден си ја анализирам. Тука имаме две работи. Ако ја гледаме 24 први 9 месеци, и ако погледнеме компонента сопственички капитал и реинвестирана добивка, изнесува 468 милиони евра. Додека за првите 9 месеци во 25-та сопственичкиот капитал и реинвестирана добивка е поголема, односно 481 милион евра. Што е поголема. И тоа е многу битно, зашто суштината да стигнете до одливот. Сопственичкиот капитал и реинвестирана добивка. Меѓутоа, во 24-та вкупни должнички инструменти. Што е тоа? Вкупни должнички инструменти се оние заеми меѓукомпаниски. Во 24-та мајките фирми од странство даде многу заеми и вид друг на средства на компаниите во Македонија. И затоа бројката е таму во плюс, додека во 25-та компаниите странски во Македонија давале заеми на компаниите мајки во странство. И са прашањето е зошто е тоа така? Зошто во 25-та компаниите од Македонија даваат заеми на... Па најверојатно да им помага на компаниите во странство, бидејќи има сериозни проблеми. Ние знаеме сами каква е ситуацијата со автомобилската индустрија во Европа. И најголем дел од компаниите се од автомобилска индустрија. И равенката е сопственички капитал и реинвестирана добивка, плюс вкупно должнички инструменти. А вамо бидејќи во 25 се минус и затоа се намалува. Значи дека случувањата во светската економија сепак има сериозно влијание врз... Ма сакам да ви кажам дека тоа е суштината зошто. А иначе го гледаме сопственичкиот капитал и реинвестирана добивка, 25 е подобро од 24. Многодишната анкета на Советот на странски инвеститори за 24-та, која што мислам дека е последна, покажува дека 54% од испитаните странски компании кои што учествувале сметаат дека квалитетот на услугите е намален или еднакво неповолен во однос на претходната година. Ја вака ќе ви дадам информација, може сте видели и вие. Ние, како дирекција ТИРС, секоја година правиме истражување на задоволството на корисниците од страна на услугите што ги нуди дирекција ТИРС. 24-та година просечната оценка беше скоро 4,5 од вкупно 5, што беше историски невисоко. Сака да кажете дека оваа анкета што ја прави Советот на странски инвестиции... Не знам, ја ви кажам вашата анкета. Меѓутоа, сметате дека оваа е нерелевантна? Не реков дека сакам да кажам онаа што имаме ние. Меѓутоа и ја таа ја почитувам. Зошто? Бидејќи ние сме во постојана комуникација сите компании кои оперативно работат во тризоните и нашиот сериозен пристап е таа комуникација наставно да им дајме поддршка во секојдневните нивни предизвици и проблеми, односно изнаоѓање решенија. Но очигледно дека тие не сметаат така, бидејќи резултатите кои што ги добиваат во анкетата дека тој квалитет на услуги не е на соодветно ниво. Видите, ние се трудиме максимално. Ја ве кажам нашата анкета од 24-та. Таму се сите компании лоцирани во тризоните. Ја имавме јавно објавено.
Добро, и нивната е јавно објавена, што е Меѓутоа, ние се сосема... трудиме максимално, видите, морам да кажам дека зоните има доста наследени системски проблеми. Ако е ваква перцепцијата на странските инвеститори, како ќе ги привлекувате во иднина? Вие најавивте и нов модел на привлекување. Нов пристап во привлекување на... Го користиме и таму да кажем дека нашиот пристап е во дело на таа диверзификација и во дело на тие пакети на државна помош ги даваме врз на бизнис плановите. Не е како претходно само дајди било кому дај државна 75% се зони од 70% се од автомобилска индустрија. Диверзификација како и кога планирате да направите? Ти гледаме дека 25-26 више можам да кажам дека 3 компании донесоа одлука за инвестирање, едната од производство за фармацевската индустрија, дејност, другата е од индустријата за високи технологии, третата е од автоиндустријата, меѓутоа ќе произведуваат компонента која досега не се произведувала во Македонија. Добро, но сепак од авто... Да, ама не е компонента која се произведува. Не беше нас многу битно. Сепак од авто... Да, и плюс ние што имаме, можам да кажем, околу 10 компании странски со кои сме во постојана комуникација, во различен степен на преговори. Согласно нивите доставени бизнис планови, можам да кажам дека се работи за компании со високотехнолошко производство. Кој комуницира? Еве странските компании, дали се тие компании кои што веќе работат тука, па сами ви пристапуваат или практично? Не, ние едноставно правиме хантинг, што се вика. Бараме информација. Кој прави хантинг? Па владата. Ликови, мислам, имаше кога знаевме кои... Согласно законот, привлекувањето на странски инвестиција по надлежност на Министерството на надворешни работи, надворешна трговија и ја како директор на дирекцијата за технолошки и индустријски развојни зони. Така да разговараме, преговараме, договараме и на крај гледаме да имаме што по-квалитетно. То значи дека вие лично ги правите сите комуникации со странските? Најголем дел, да. А останатите? Па сите заедно. Најавено беше консолидирање на една институција задолжена за инвеститорите, за странските инвеститори, за инвестициите, како и да е формулирано, но тоа како да изостане. Тоа е прашање за Министерството на надворешни работи. Они се полисимејкер за... Минималниот глобален данок е нешто што не засега и нас, повеќе од аспекти на тоа со неговото воведување. Како сега ќе привлекувате странски инвеститори и што е она што ќе им го нудите на инвеститорите како леснување или за да биде атрактивен пакет кој што ќе им го дадете за да дојдат во Македонија, бидејќи овој данок е веќе на сила иако е укинат за ретроактивното негово важење за 2024. Одно законот за глобален минимален данок, тој се донесе крајот на 2024. Не, 25. Ние како дирекција за ТИРС, така беше во период септември-октомври, пратиме официјално известување на сите компании што се во дирекција ТИРС. Дали тие компании во Македонија влегуваат во тој офат во дело на тие мултинационални компании кои подлегнува на тие 15% глобален минимален данок. Така добивме одговор само од 2 и согласно анализите што ги имаме, реално другите компании немаат таков проблем. Сега во однос на пристапот ме прашавте, што правиме. Значи, морам да ви укажам дека секоја дадена државна помош во дело на привлекување на инвестиции е согласно законот и во законот има одредени регулативи, одредби кои го категоризираат колкава ќе биде учествувана државната помош во видот на инвестиција. Така да, имаме инвестиција до 50 милиони евра, максимум државната помош е 50%, инвестиција помеѓу 50 милиони евра и 100 милиони евра, таму државната помош е максимум 25% и инвестиција над 100 милиони евра, државната помош максимум вкупно е 17%. Кога пристапуваме, кога разговараме со една компанија, сакам да го објаснам тоа пластично, ние правиме од консумија due diligence. Што значи тоа? Гледаме дали компанијата спажа во таков офат или не спажа. Ако спажа во таков офат, не го нудиме само делот за даночно леснување. А ги нудиме сите оние други механизми и елементи кои ги дава законот за да им дадеме државна помош.
Така да имаме и за тоа решение. Кое е решението? Што е она што им нудите? Бидејќи консултантите сега имаат дилема на кој начин или со какви пакети ќе се пристапува при привлекувањето на Врз основа на бизнис планот. Што е тоа што ќе им го нудите? Еве сега кога преговарате, што точно им нудите како олеснување, бидејќи данокот е веќе компанија посебно гледаме што кажуваат во бизнис планот, кои им се бројките и врз основа на тоа даваме предлог пакет на државна помош согласно позитивните законски прописи во државата. Така да до сега сите овие компании што преговараме, најголем дел не влегуваат во тие 15%, така да им ги даваме сите можности и договараме пакет, кој постои пакет се одобрува од страна на Комисија за заштита конкуренција, па постои одобрување во влада, се склучува договор и се прави таа реализација на договорот, така да имаме можности согласно законот за каков тип на компанија таква понуда даваме. Што е тоа во однос на придонеси, во однос на Па зависи од елементи, што де факто ни дава сам бизнис план. И гледаме бројките, гледаме на што ќе инвестираат, што ќе вработуваат, дали ќе вработуваат вакви кадри, такви кадри, воено гледаме каков е профитот, маржата, значи има различни елементи во основа на кои се прави таа калкулација за предлог државна помош. Се дава и поволност во однос на 50% плаќање на придонеси? Зависи. Но може да го добијат како опција, тоа важи. 50% не, ама помалку. Тоа важи. Знаете зошто ако 50% ставиш, тоа ќе иницијативно ќе му заврши за 2-3 години. Така да си има малце сложена математика. Добро, но сепак е важно да се знае на кој начин и колку. Имаме адути од аспект на за тие компании што влегуваат во тие 15% глобални минимални данок. Колку Србија ни е еве конкурент, особено тука во регионот и со поволностите, останатите земји од регионот? Во разговор со една српска компанија, таа правила анализа помеѓу нас Србија. Србија отпадна. Кои ни се најголемите конкуренти од регионот? Па што знам, ја не ги гледам така, ја си гледаме сами за себе. Гледаме да бидеме што подобри, што поуспешни, што потранспарентни и што по фер. Ефтината работна сила, претпоставам дека веќе не е адут кој што го нудите во преговорите. Видите, во принцип, споредно со земјите од Европска унија, е адут, ако гледате така. Трошокот за производство не е ист во Македонија и во Германија. Поите во Германија, разговарате со германски фирми, најголем дел ги затворуваат зошто, бидејќи трошокот за вработените сериозни високи. И оперативните трошоци и капитални трошоци. Така да, мислам дека и од аспект на земјите членки во Европска унија, да, сме конкуренти во делот на работната сила. Но прашањето ми е повеќе колку тоа го нудите како адут, бидејќи еве и протести се случуваат, речи си утре се протестите закажани на ССМ кој што бара поголеми плати за работниците. Пак ќе кажам, секоја компанија си ги гледаме компанијата не зидаме од повеќе аспект, не само од работна сила. Значи, некоја компанија му е битно и трошоците за производството, не само работната сила. Така да тоа зависи од компанија до компанија, од бизнис план до бизнис план. Меѓутоа, ако правиме споредба со земјите членки во Европска унија, ние сме конкуренти од аспект на работната сила. Трошокот во работа. Колку од домашните компании имаат интерес да го преселат својот бизнис во зоните, со оглед дека таква можност е оставена, меѓутоа, ако не се лажам, многу одамна една компанија реши да се пресели, а кај останатите тој интерес не го видат. Согласно закон не постои ограничување дали си странска или компанија со домашен капитал. И тоа кажавте, вие дека има една компанија која има 100% домашен капитал. Така да, ако ги исполнуваат условите, секој е добро дојде. Но не прашањето ми е зошто нема интерес од домашните компании да го преселат бизнисот во... Ние сме направиле, имам комуникација со доста македонски компании, што имали интерес да влизат во тризоните, меѓутоа одлуката сепак е нива на крајот денот. Не можам да кажам зошто. Треба нив да ги прашат. Дали поради тоа што немаат соодветни услови или им се бараат одредени... Па условите се дефинирани во законот, ти мора да ги исполнат. Не можеме да правиме ние, како да кажем, импровизација. Тие се условите, важно. Ако ги исполнувате и ако се спремни, побалете, влезете и инвестирајте.
Меѓутоа, еве ви друг пример како се грижиме за домашните компании, преку тоа што ќе правиме трансформација од 3 зони во ИЗ и ќе им даваме готови површини за граѓање за да може тоа да граат. Добро, одиме тука повторно со уште еден блок реклами и потоа се враќаме назад во студиото. Назад сме во топ тема. Гоце Димовски, директор на ТИРС во студиото. Имаме уште неколку минути до крајот на емисијата. Она што ме интересира колка е сумата на државна помош што е исплатена за компаниите, последни податоци кои што ги имате и какви се уплатите во буџетот? Значи, од кога сум ја во дирекција ТИРС правиме портфолио на секој компанија. Што значи тоа? Колка му е на производство на годишно ниво, колка му извозот, колка му е дадена државна помош и колка му се вкупно уплатите во државниот буџет по основ на тие придонеси и други даноци. Ќе ја кажам сумарната аналитика, бидејќи ако одиме компанија по компанија ќе треба минимум 3 часа од сега. Немаме толку време. Така да, согласно податоците за 24-та, бидејќи 25-та тек до сега компаниите ќе ги спремаат завршени сметки, бидејќи тие податоци ги важат завршени сметки на секоја компанија. Во 24-та година состојбата е вака. На секое дадено 1 евро на компанија државна помош, они уплатиле во просек 3,3 евра во буџетот. Че тоа е ефектот. Тоа е само ефектот во делот на анализата, споредба, уплати во буџет со дадена државна помош. Имате вкупната сума на дадена државна помош? Мислам дека беше за 24-та 1,7 милиарди денари. Мислам дека беше. Колкав е профитот за 24-та е предпоследен, меѓутоа, еве, кои се можеби веќе ги имаат компаниите, извештаите кои што се уште треба не се објавени за 25-та, не, ги немаат, они уште ги работат, бидејќи знаете рокот кај нас. Да, ама ги знаат генерално. Сега не ги споделува, не ќе ги видиме кои ќе бидат официјални. Не можам да дискутирам во делот на извозот, бидејќи на извозот правиме првишни анализи годишни. Ви кажав дека извозот 25-та со 24-та има зголемување за некаде 6,5% во однос на 25-та. Во однос на профитот за 24-та можем да кажем дека компаниите сумарно сите компании во 3 зоните направиле и оствариле нето профит од околу 117, повеќе од 117 милиони евра. Нето профит за 24-та. Тотал од сите компании вкупно. Очекувањата се дека еве годинава со оглед на сите глобални случувања и прогнозите. Па видите, тоа се математики. Изодот ќе биде поголем. Дефинитивно, меѓутоа треба да почекаме завршени сметки, очекувам таму некаде во месец мај да ги имаме портфолијата за 25-та и тогаш можеме да бидам пак гостин да ги презентирам. Ако финансиската подршка се базира на објективни критериуми како што и пишува и во партиската програма, се уште се доделуваат оние индивидуална државна помош според дискрециони права. Смитате дека тоа е окей? Виде, согласно законот има индивидуална и регионална државна помош, меѓутоа согласно праксата која е воспоставена дирекција ТИРС, во принцип, ако организираме сите тие елементи, нема некој значително отстапување. Пред да дојдете... Суштината што е? По закон, повеќе од 50% тој не може да искои државна помош за проект до 50 милиони евра. Не може. Толку, максимум е толку. Тоа зависи од компанијата. Морам да кажам дека има компании што имаат сериозен административен капацитет и што се стварно спремни со документација. Меѓутоа, морам да кажам дека има и компании кои имаме проблем со доставување документација. И се мачи просто. Ги молим. Ќе останат ли овие најави за десетина или не знам колку точно беа странски инвестиции нови кои што треба да дојдат во Македонија, само најави кои што ќе ги слушаме или навистина ќе се реализираат? Па почетокот најавивме 3, дека се више потврдени, донесена одлука, во фаза сме на до дефинирање на тие договори што треба да се случат. Така да со тие останати 10 преговараме и ние ќе даваме се од себе да што повеќе од тие 10 донесат одлука за инвестирање дали во 26 или 27. Каква година не очекува годинава со оглед дека претходно бевте инвестициски консултанти, предизвикувачка. Имате државни харти, имате харти од вредност
Тоа се гледа од вашиот анкетен лист во некој од моќните светски компании како Тесла. Што е она што би ги советувале македонските граѓани, доколку сега сте инвестицијски консултант, каде да ги инвестираат своите пари? Па оно што е според мене во наредните 5-10 години што ќе има сериозен успех е вештачка интелигенција. Сега можеме да дискутираме во делот на хајтек и во делот на оние конзервативни компании, меѓутоа она што сериозно ќе расте е вештачка интелигенција, дата серверите, возможно за бизниси и производство на електрична енергија веќе сите овие две работи за да функционираат треба многу енергија. Што значи тоа, каде да ги инвестираат парите во компаниите? Во тие три сектори, од тие компании. Светските компании или домашните? Светските. Па и домашните. Ако има домашна компанија на берза така, нека инвестира слободно. Воцидимевски, јас ви благодарам за вечерасното гостување во Топ тема. Благодарам за рад. Вам ви благодарам на вниманието. Останете и понатаму со програмата на Тема. Пријатно.